Значи, во основа е реконструкција на трите постоечки згради, правење на топла врска меѓу трите постоечки згради на местото на старите згради на другата страна, тие да се сушат и да се направат нов инфективен одел, нова педиатрија со неонатологија и за прв пат нуклеарна медицина. Колку ќе кошта ова и за колку време се предвидува све? Естимацијата е 74 милиони евра, таа беше објавена и претходно. Очекувам дека фазата на проектна подготовка на предмет пресметки, социјални анализи, еколошки анализи и уште неколку други анализи би фателе околу 6 месеци, пошто би биле спремни да го објавиме тендерот. Министер, што ни се случува у Гостивар? Не се почитуваат препораките или дали се направиле некоја анализа зашто пак бројките растат? Бројките паѓаат. Последната бројка е 71 и мислам дека тоа е пред се резултат на промена на квалитетот на водата во водоводот, односно дека веќе неколку дена се активности за соодветен третман на водата. Сите знаеме дека не е едноставно да се применуваат сите мерки, имаме искуство од пострашни епидемии, пандемии и дека некои луѓе се дисциплинирани, некои луѓе не се дисциплинирани. Меѓутоа, оно што за мене укажува падот на 71, кој во основа Гостивар би го имал во нормален месец, условно да кажам, во нормален месец би имал 50 на 60 пациенти кои имаат стомачни тегоби, е резултат на веќе на соодветниот третман на водата и како таа станува подобра, така ќе се намалува бројот на случаи поврзани со водата. Што се случува сега постои според лекарите ризикот на хепатитот А. После ова дека може да се појави и тоа кај пациентите заболени. Ризикот е таму во услови на неодржување на лична хигиена, пошто нели условно хепатитот А е болест на прилјавите раце. Јас верувам дека гостиварчани се на соодветно ниво и дека ризикот е минимален. Како е да е, ние сме спремни во смисла на здравствената мрежа таму, обезбедена е со соодветни тестови, алертирана е за рано препознавање, така што ја следиме состојбата на теренот. Што се случува со Институтот за јавно здравје? Значи, таму има истрага, завршена истрага, знаете, има некои податоци? Во основа уште рано за податоци, се собираат информации, се собираат евиденции кој кога како реагира, така да ќе биде навремено објавено тоа. Кога може да очекуваме? Значи више 2 недели, 3 недели? Да, ама ние до денеска се справувавме со акутната фаза на епидемијата и нормално дека примерен фокус беше справување со акутната фаза. Како таа превршува, ќе има повеќе фокус и капацитет да ги анализираме работите, работат и епидемиолозите, така да очекувам да наскоро биде комплетиран тој дел, здравствениот дел. За другиот дел има други органи. Господин Клековски, колку што слушнав, не е информирани за паркот? Да. Очекуваме набрзо започнување на работите, зошто тоа? Искрено не бе во тек дека имаме незавршен проект тука. Градоначалникот ме запозна со тоа, ќе го разгледаме и ќе му дадеме приоритет. Ја видов вокацијата, го видов планот, тој се вклопува во планот на идната изградба на објектите таму, бидејќи и тоа е важно да се знае дека таму пак има парки која ќе има нови објекти, така да веднаш по векањето во Скопје ќе го актуализирам тој да видиме до каде е проектот.